Деневник во 20 часот на Канал Плюс. Добро вечер. На почеток кратката најава за дел од настаните. На седницата за развој на Источниот плански регион што се одржа во Виница беше донесен заклучок за ингеренции на општините за чистење на речните корита. Едногласно беше донесен заклучокот за зголемување на механизацијата и на вработените во водостопанство подружница Брегалница Кочани. Наглите промени на времето причина за влошување на здравствената состојба на луѓето. Лекарите препорачуваат придржување кон принципите за правилна исхрана. Вчера во Штип помина штафетата на мирот. Станува збор за дел од организација која постои 30 години со цел да се укаже дека чувството за мир треба да го најдеме прво кај нас, а потоа кај останатите. Македонскиот премиер Емил Димитриев денес во Виена учествува на самитот за бегалска криза насловен како миграција долж Балканската рута. Покрај Димитриев на самитот по покана од австрискиот канцелар Кристијан Керн учествуваа и премиерите на 9 земји кои се наоѓаат на така наречената Балканска рута. На самитот покрај лидерите од Балканската рута исто така присуствуваа и еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамополус, председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск, како и германската канцеларка Ангела Меркел, чија земја е една од крајните дестинации на бегалците. Димитриев претходно соопшти дека очекува на самитот да биде усвоен по-конкретен договор за менаџирање на идни вакви предизвици. На седницата за развој на Источниот плански регион што се одржа во Виница беше донесен и заклучок за ингеренции на општините за чистење на речните корита. Едногласно беше донесен заклучокот за зголемување на механизацијата и на вработените во водостопанство подружница Брегалница Кочани, бидејќи незината екипираност и опременост е од значење на целиот регион. На последната седница на Источниот плански регион што се одржа во Виница, Советот за развој на Источен плански регион побара законски измени со кои на општините ќе им се дадат надлежности, ингеренции и автономија да бидат овластени за чистење на речните корита, а за оваа проблематика ингеренциите на Министерството за животна средина и просторно планирање да му бидат одземени. Во спротивно, општините од регионот се оградуваат од одговорност, бидејќи немаат ингеренции за решавање на проблемот, а во моментот почнуваат есенските дождови, речните корита не се исчистени. Советот за развој на Источен плански регион бара законски измени, онаму каде нема водостопански предпријатија, регулирањето на речните корита да биде во надлежност на општините, посебно во рамките на генералниот урбанистички план на градовите. Оваа мерка ќе даде можност одговорноста за уредување на речните корита да биде на општините, а тоа го бараат и граѓаните. Со цел да не се повторат поплавите во општина Чешиново, Облешево и штетите во регионот, директорот на водостопанското предпријатие Брегалница Николчо Гоцев на седницата истакна дека дефинитивно е потребен проект за регулација на речното корито, при што упати молба за заедничка соработка. Гоцев рече дека ако подружница Брегалница има добра механизација и повеќе луѓе за работа, тогаш предпријатието ќе може да им биде на располагање. Сега имаат 40 луѓе и 40 сезонци. Гоцев побара да се вработат луѓе во водостопанство. Со буџетот се предвидени средства за 22. Има плата обезбедено, но не им давале дозвола. Председателот предложи да се подржат барањата на водостопанство и да се испрати заклучок до Министерството за финансии и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Предлогот го стави на гласање и едногласно се донесе заклучок за зголемување на механизацијата и бројот на вработени во АД водостопанство подружница Брегалница Кочани. За АД водостопанство подружница Брегалница Кочани во буџетот се предвидени средства за 22 вработувања. Затоа Советот за развој на Источниот плански регион бара да им се издаде согласност за вработување и пополнување на работните места и истовремено бара од надлежните институции да направат напори за набавка на нова механизација, која ќе биде доделена на подружницата, бидејќи нејзината екипираност и опременост е од големо значење за целиот регион. Овој заклучок ќе биде испратен до Министерството за финансии и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија.
Еден од најпознатите брендови на пијанечкиот регион Сливата уште еднаш беше промовиран на петото поред издание на манифестацијата Пијанечки денови на Сливата. За најдобрите 3 штандови општина Делчево како покровител на настанот обезбеди награди во вредност од 21.000 денари. По пети пат во Делчево одржана манифестацијата Пијанечки денови на Сливата. Манифестација во организација на општината Делчево во соработка со локалните институции и приватниот сектор, чија главна цел е промоција на Сливата како бренд најпрепознатлив за пијанечкиот крај. Ваков фестивал е единствен што се одржува во Македонија, кој што е поврзан со Сливата и со производите кои што се добиваат од Сливата, покрај луѓето кои што се присутни, што печат ракија, значи имаме и најразлични производители на сливи и на предмети изработени од дрво кои што се користат при обработка на сливата, било да се работи за печива, било да се работи значи за печење на ракија или друг вид на производи. Првите податоци за појавата на сливата во Пијанечко говорат дека банската слива била една од првите кои се појавила на овие простори. Од тогаш па натаму во Пијанечко се прават разни производи од сливата, меѓу кои и печење на пијанечката ракија која надалеку е позната по својот квалитет, а за чие производство е потребно од 4 до 6 часа, велат учесниците. Кој прв пат посадил слива во Пијанечко и направил прва бавча не е познато, но се знае дека била така наречената банска слива, чии семки се ваделе многу лесно. Народот веднаш почнал да ги ужива незините благодети, а тоа е да се јаде, да се консумира, да се прават разни специјалитети од сината слива, да се вари ракија, пијанечка. Ракијата вари споро и поквалитетна, трае од 4 до 6 часа. Ако сакаме поквалитетна ракија пијанечка, од сина слива ќе добиеме, треба да вариме 6 часа. Ако сакаме побрза, понегледна е 4 часа, меѓутоа, а колку повеќе време, толку поквалитетна ракијата. Дел од учесниците велат дека овој настан, кој што и тоа како е важен за општина Делчево, во иднина треба да се организира во неработен ден, кога неговата посетеност би била и поголема. Во недела, кога народот е слободен, може да дојде. Тука има интересни работи. И преработки од слива, и преработки од други, од дрво. Има уметни, гледам слики таму, и други некои производи. Инаку за учесниците општината Делчево како покровител на настанот обезбеди пригодни награди. За најдобрите 3 штандови кои беа дел од овогодинешното издание на манифестацијата Пијанечки денови на Сливата, беа доделени вкупно 21.000 денари. Наглите промени на времето овие денови причина за влошување на здравствената состојба кај луѓето. Лекарите препорачуваат придружување кон принципите за правилна исхрана и одржување на соодветна телесна тежина. Наглите промени на времето деновиве влијаат првенствено врз здравствената состојба на луѓето. Најчесто се одразува на пациентите што се хронично болни. Овие промени предизвикуваат влошување на нивната состојба, а со тоа зголемени и бројот на повиците во итната медицинска помош. Варијацијата на температурата на воздухот не е очекувана за овој период. Актуелните временски услови влијаат како на болните, така и на здравите лица. Да ги менуваме временските услови не можеме, но во зачувување и унапредување на здравствената состојба можеме многу да сториме, порачуваат лекарите. Придржување кон принципите за правилна исхрана, одржување на соодветна телесна тежина, внес на витамини, минерали и доволно течности, како и одмор и рекреација, е она што најмалку можеме да сториме за доброто здравје подолго да не служи. Есенскиот период е идеален за уредување на градините и збогатување на истите со цвеќиња кои се отпорни за ниски температури. На пазарите и цвеќарите веќе може да се најде богата понуда на есенски и зимски цвеќиња и растенија. Освен тоа, сега е вистински период и за подготовка и на пролетен расад. Заладувањето на времето и настапувањето на есента не е причина дворовите да не бидат уредени и во полн раскош. Сега е идеален период градините да се збогатат со есенската кралица на цвеќето, хризантемата, која веќе е присутна на пазарите. Исто така сега е идеално време и за подготовка на пролетен расад. Може би на некои места каде што и местото во градината дозволува, треба да си најде место таа, затоа што после овенувањето на овие
овој летен расад кој што го имаме во нашата градина веќе ќе дојде со целиот свој раскош хризантемат. Веќе ако самите граѓани припремаат расад за виолата, за примулата или овие звездичките што се белис перенис, каде што е, тој расад веќе требаше да е направен. Ние сакаме да тоа со сета свој раскош во рана пролет, односно кај нас веќе во февруар месец поради високите температури што знаат да бидат во овој период, со својот раскош ја покажат сета своја убавина. Повеќе годишните цвеќиња кои се засадени во сакси, наскоро ќе требат од дворовите да се внесат во затворени простори на собна температура, каде ќе останат до пролет. Исто така, соодветно треба да се заштитат и оние цвеќиња и растенија кои се во градината. Тие ќе треба да ги заштитуваме на еден соодветен начин. Можеби да ги заштитиме со слама или со некоја друга заштита, да речеме со јутени вреќи каде што ќе спречиме измрзнување. Можеби и розите наши кои што се јавуваат во нашите градини треба да направиме загрлување, односно подигнување на земјата околу самиот корен, да го заштитиме оној калем каде што е оној декоративен цвет, бидејќи тие се прават како калеми на дивата роза. Во зимскиот период одгледувањето на цвеќиња е различен за секој вид. Обично цвеќињата имаат забавен раст и поради тоа не треба често да се наводнуваат. Вчера низ Штип помина штафетата на мирот. Кон учесниците во трката за мир се придружија ученици од штипските основни училишта. Станува збор за дел од организација која постои 30 години со цел да се укаже дека чувството за мир треба да го најдеме право кај нас, а потоа во останатите. Периодов во нашава држава се случува трката за мир, глобална штафетна трка, која не е од надпреварувачки карактер, туку ја символизира потребата да се укаже дека мирот е единственото кое прво треба да се бара во себе. Има група на интернационалци кои почнаа во Порто, во Португалија, во февруари и овие 6-7 месеци они ги трчаат сите земји во Европа. Ние сме веќе 46-7 земја и потоа се завршува во октомври во Италија, во Рим, на 7 октомври. Поентата е, што сакаме да кажеме, може да се види по мотото, дека тоа е првиот чекор. Значи, за да се постигне мир на глобално ниво и хармонија, треба да почнеме од самите нас. Денес веќе се во Кавадарци, а последната дестинација надвор од Македонија е Пустец во Албанија, каде штафетата ќе ја преземат македонците кои живеат таму. Ќе поминеме Неготина, Кавадарци, Прилеп, Крушево, Кривогаштани. Потоа имаме Ресен, Демирхисар, Ресен, Битол. Со што веќе се движиме некај од Тешево, Стења, за да искочиме од Македонија на границата со Албанија и веќе организиравме и средба во Пустец, каде што сепак е Албанија, меѓутоа го предадеме факелот на мирот на македонци во Албанија. Вчера домаќин на оваа трка беше општина Штип, при што на оние кои веќе беа дел од тимот што го носеа факелот, се придружија ученици од штипски училишта. Чест и задоволство е да се биде домаќин и дел од една ваква манифестација која што опфаќа 49 држави. Општина Штип во соработка со училиштата и спортските клубови ја поддржува оваа спортска манифестација. Спортистите се едни од најдобрите амбасадори и промотори на оваа порака. Подавајќи го факелот од рака на рака, трката поминува низ 49 држави на различни континенти или 24.000 километри и на тој начин поврзува многу училишта, организации, градови и луѓе од различни националности и култури на секаде во светот. Со факелот на мирот во Штип беше и англичанецот Расми Ван Колинсон, кој освен што ужива да трча, член на трката за мир од 2007 година. Секогаш уживам да трчам низ државите, да запознавам луѓе и мислам дека само трчајќи во трката за мир можам да ги инспирирам останатите. Навистина уживам во Македонија, пределите овде се фантастични, луѓето се многу ентузијастични, преполни со енергија, но и со големи срца. Трката на мирот се организира веќе 30 години, а иницијатор е Шричин Мој, кој според Петровска бил визионер за хармонија, мир и единство и човек кој ја пренел неговата визија на група ентузијасти и на волонтери.
Вооружено лице во петокот вечер уби најмалку 4 жени и повреди еден маж во трговски центар во државата Вашингтон на северозападот на Соединетите Американски држави. Според полицијата, лицето успеало да избега и се трага по него. Портпаролот на полицијата Марк Френсис изјави дека се работи за човек од јужноамериканско потекло, облечен во сива облека. Убиството се случило во трговскиот центар Cascade Mall во градот Берлингтон. Канцеларијата на FBI во Сиетл соопшти дека нема информации за евентуални нови напади во сојузната држава Вашингтон. Американскиот председател Барак Обама синоќа стави вето на законот со кој им се дозволува на семејствата на жртвите од нападите во Соединетите Американски држави на 11 септември 2001 година да ја тужат Саудиска Арабија. Обама со ветото ризикува да биде жестоко нападнат од јавноста, но и Конгресот. Американскиот председател изрази длабока симпатија за семејствата на жртвите, но изјави дека без оглед на тоа, законот би бил штетен за националните интереси на САД и би ги поткопал принципите на суверениот имунитет. Федералните покрајни Баварија, Баден, Виртенберг и Берлин ги подготвуваат спасувачките служби за подобра реакција при терористички ситуации. За таа цел ќе им бидат обезбедени дополнителни број амбулантни возила и ќе бидат изработени нови планови за реакција, покажуваат податоците што ги пренесуваат медиумите. Голем дел од германските покрајни веќе се чувствуваат адекватно подготвени за реакција при терористичка ситуација. Во некои од нив, како на пример Сар, Бремен и Хамбург, опремата на брза помош вклучува дури специјални лекови. Одбојкарската репрезентација на Македонија го забележи четвртиот пораз во квалификациите за Европското првенство. Нашите одбојкари загубија од Чешка со 3:0. Чешка е домаќин на вториот турнир во овие квалификации и засега има максимален ефект. 4 победи со кој е лидер во оваа група. Резултатот по сетови 25-19, 26-24, 25-22. Отпор пруживме во вториот сет, што беше недоволно за некаков пресврат на мечот. Во нашата група Романија ја победи Естонија со 3:1. Македонија денес се среќава со Естонија, а утре со Романија. На 3000 навивачи од Италија доаѓаат во Скопје да ја бодрат својата репрезентација. Македонија и Италија на 9 октомври го играат надпреварот во квалификациите за светското првенство. По нестрекниот пораз од Албанија во Скадар, фудбалската репрезентација на Македонија е пред нов голем предизвик. Во Скопје гостуваат Израел и Италија. Израел можеби не толку звучно име, но секогаш незгодна репрезентација за нас, додека Италија популарните азури во најсилен состав и со императив за победа. Едни од најдобрите фудбалери во светот, како Буфон, Грацијано, Пеле, Киелини, Джакерини и останатите, кои настапуваат во најелитните европски клубови и кои заедно во италијанската репрезентација представуваат еден компактен тим кој пружи одлични игри на европското фудбалско првенство, тим кој со својата игра воодушевува милиони љубители на фудбалот низ светот и кој несрекно на пенали беше сопрен од Германија во борбата за последната европска титула. Македонската фудбалска репрезентација има силни противници кои сигурно ќе бидат голема инспирација да се даде максимум и да се остварат поволни резултати. А фудбалската федерација на Македонија одреди исклучително поволна блок цена за овие два репрезентативни надпревари. Се гледаме повторно во третиот дневник, до тогаш останете со програмата на Канал Плюс. Пријатна вечер.